8 часот и 5 минути, време е за еспресо на Радио Лидер. Овој пат без колегата Ивица Боцевски, затоа што поради обврски со дипломатскиот совет, со кој има некоја делегација од Соединетите Американски држави, а нели според Джабир Дерала ние сме антизападен елемент, но е чудно некако, ака ние да ги пречекуваме дипломатите американски, а не тој. Утро е спречен да дојде тука, но јас си најдов повторно дипломат, затоа што со двајца дипломати кои сум ме боли глава стално, и викам барем ќе одберам еден и тоа од понежниот пол. Обично во Македонија дипломатијата ја гледаат се уште за жал како исклучиво машка професија, најголем дел од оние амбасадори се мажи кои ќе ги видите по родова структура. Сепак ние сметаме дека треба да има родова равноправност и во оваа професија, особено што жени сигурно многу подобро ќе не представат од многу од нашите амбасадори. Добро утро за Викторија Трајков, кариерен дипломат, но и универзитетски професор. Така е. Добро утро и на вас, добро утро на сите оние кои што не гледаат, не слушаат ова утро и се надевам дека ќе го задржиме нивното внимание. Да, ќе ги отвориме сите актуелни теми. Викторија, во однос на вашава специализација, во однос на дипломацијата, последно нешто што се случи е посетата на премиерот Ковачевски на Соединетите Американски држави, каде што беше на официјални средби на високо ниво со генералниот секретарот, стейт секретари, след тоа генерален секретар, тоа комунизмот го има, на Соединетите Американски држави, Ентони Блинкен, но беше и во Обединети нации. Како ќе оцените посетата на Ковачевски на Соединетите Американски држави? Да, кога станува збор за таа фамозна посета која што долго беше најавувана, ајде особено да почнем од почеток на посетата на прославата на 30 години Македонија во Обединети нации, некако помпезно најавување и можеби долго очекувано дека нешто, не знам, ќе се случи таму и дека ние ќе имаме не знам какви средби, меѓутоа мене она што особено ме зачудува и она што додуша ние како и дипломати кои што се движиме во тие кругови, од прилика знаеме што можеме да очекуваме од амбасадор кој што не оди на работа и не го интересира дипломатијата и изјавувал често дека треба да сега тој е на одмор и дека нема зошто да работи и да воспоставува контакти за доброто на Македонија. Очекувавме дека официјална делегација барем ќе има некои средби кои што би биле на едно повисоко ниво, особено во Обединети нации, каде што контактите се прават со цела меѓународна заедница и сите оние кои што сакаат да работат и сите земји, едноставно нивото го задржуваат со различни средби и кога ќе дојде нека официјална делегација од нивната земја, ја продолжуваат таа традиција да може да се сретнат со доста високи представници, меѓутоа со нашиот премиер тоа не се случи овој пат. Ви кажувам, иако беше доста најавувана помпезно таа средба, прво она што мене ми да речеме моја забелешка главна е тоа што имаше само еден обичен настан кој што беше наречен изложба некаква се. И она што особено ме загрижува е што според информации кои што ги имаше и нашиот синдикат во Министерството за надворешни работи, она за кое што ние постојано алармираме, е дека членови на делегација биле број 31, што значи дека 31 член на делегација никогаш не се случило. Тоа е премногу или премалку, да им објасниме Тоа е премногу, особено за земја со ваков буџет, особено за една мала земја која што не може. Колку прилика би требало да изгледа, еве на слушателите да им објасниме, на наша делегација кога оди во Америка, колку од прилика луѓе треба да брои? Па и вака да почнеме наједноставно да го објасниме тоа. На пример, во моментов една авионска карта повратна до Њујорк би била од прилика, не знам, 900 евра. Едно сместување би било од вечер, зависи од каков хотел си уствари сместан, би било од $150 натаму, што значи дека од прилика, не знам, ајде да не калкулираме со бројки, мене јас сум и дипломат, да, професор сум, но математиката малку ми оди послабо, може нив им оди така по добро, така, особено, да, и
отприлика некаде 31 член на делегација би потрошил, да речеме, еве, некој си 100.000 евра отприлика за една посета. Добро, но кукава треба да биде по број По формат, 7, 8, 12, на пола од ова. Да, вообичаено зависи од тоа какви средби, какви активности имате вие во самата посета. Сега, например, кога одела владата на ВМРО ДПМН претходно, одел министер и одел со уште двајца луѓе кои што треба да бидат негови советници и можеби обезбедување кое што во Америка е малку поразлично од останатите држави. Се она кое што се случува со обезбедувањето, не се ангажирани наши луѓе, меѓутоа немаат доволни работни врски како што тоа би го направиле во другите земји. Меѓутоа, знаеш, Дупче, има една друга работа која што мене особено ме загрижи после синокешното интервју на премиерот Ковачевски на една национална фреквенција. Вели, јас се сретнав со македонска диаспора. Со која македонска диаспора се сретна таму? На тоа треба да особено да одговори на нашиот премиер и на дополнително прашање на новинарот со кој се сретнавте, и он вика со едно семејство македонски евреи кои што живеат во Америка. Да. Чекајте, бе, луѓе. Извини, само што да го докажам. Постојат невладини организации на македонските на македонската диаспора. Тоа не е спорно. Тоа не е спорно, можеби ти си се сретнал со, не знам, некое семејство кое што навистина се македонци и живеат таму, меѓутоа со бројка која што неофицијално достигнува до 30.000 македонци кои што ги има во Њујорк и во Њу Џерси, гравитираат околу нашите две големи цркви таму. Ти си се сретнал со македонска диаспора. Треба да се запрашаме зошто македонска диаспора не сака да го види премиерот Ковачевски. Скандал во јавноста е дека тој со него се носил сопругата. Да, според информациите од медиумите, он си ја носил сопругата и двете негови деца. Неговата реакција дека никој дека тие сами си го плаќале тоа. Што за такво нешто во нормални држави се вадат потврди. Например, јас имало ситуации кога нели сум одел на одредени патувања со одредени политичари во делот која треба да се оди на ручек, кој не треба да го платат тие во некој од случаите. Јас си плаќам сами, си барам фискална сметка за утре, доколку некој ми рече се случило ова или ова, да можам да си покажам. Обично во Соединетите Американски држави таа пракса на вадење на фактури за авионски многу лесно проверливо. Не верувам дека не се на државна сметка, но според она што имаме како информација, на државна сметка таму оделе и многу од невладиниот сектор од Македонија, условно кажано. Да, според најавата, штурото соопштение кој што го има за посетата на премиерот Ковачевски, особено на Обединети нации, е дека се организирал некој панел во кој што од Македонија биле носени луѓе за да се одржи панелот, и тоа сигурно имам информации кој? Сигурно го покривала мислам дека од Хелсиншки комитет. Значи Уранија Пировска, видов дека Вики Младенова бил, ја знам од факултета, исто беше од подмладокот на опозицијава и тогашната опозиција, сега власт. Нели Вики Младенова и некој беше од тие ЛГБТ организации. Панелисти за кои што направиле панел, кој што бил дел од прославата за 30 години Македонија во Обединети нации. За жал не биле поканети ни еден од амбасадорите претходно, иако знаеме дека Македонија во одреден во овие 30 години стигна до моментот кандидатура за генерален секретар на Обединети нации, што значи дека дипломатијата наша работела од претходно искуство, за разлика од сега, каде што амбасадорот не се појавува на работа. Зборуваме за амбасадорот во Соединетите Американски држави. Кој е таму амбасадор? Професорот Фрчковски. Ама не, он е во Обединети нации. Мисија на Обединети нации, кој што треба да организира секоја посета поврзана со Обединети нации. Со Обединети нации. Добро. Професорот Фрчковски, што јас го имам како информација, поминува прилично тешки семејни моменти во изминатиот период, така што нема да навлегуваме толку многу, можеби, знаете, вие дипломатите сте луѓе. И сега, ако вие би сакала да навлегувам во тоа, ако вие поминувате низ нешто лично што е проблематично, тоа секогаш се одразува за работите, затоа е потребно поголеми тимови да има. Да, но може нели да се побара да се одмори, да се врати малку држава. Знаете, обично не сум експерт за надворешна политика, не сакам да бидам, но она што ниту пак сум новинар кој се бавел со тоа премногу, но она што мене ми е лакмус е
да видам добро што се случи битно таму. И еве, јас не успеав да забележам некоја силна промена, нешто навистина важно. Чув протоколарна изјава една на Ентони Блинкен, му благодариме нели за поддршката за нашата земја, но тоа се во рамките на она што е протоколарно, знаете. Немавме нешто големо и нешто суштинско. Во вакви ситуации ја очекувам да речеме некој од тие американски политичари да даде изјава дека ја поддржува Македонија во однос на Бугарија, да речеме. Повторно е тоа работа на нашата дипломатија. Јас проблемот го гледам во нашата дипломатија. Зошто го гледам во нашата? Затоа што доволно не се ангажираат да направат соодветни контакти, да излобираат, што е првенствено обврска на секоја дипломатија, за да може одредени светски политичари да застанат на страната на оваа држава. Порано се случуваше тоа, па и ние како и србите што бројат колку го повлекли или го признале, не признале Косово, ние броевме колку не признале подуставно име. Сега Ајде ќе се вратам пак на посети во ЮН. Па вие многу добро се сеќаваме дека имавме премиер и председателот Иванов се среќаваа со генерален секретар на Обединети нации Бан Ки Мун во тоа време. За овој пат Гутереш не бил ни поканет да биде гостин на нашата 30 годишна прослава при Обединети нации. Така што фокусот е тука. Мислам, акцентот треба да го ставиме на она што работиме и колку би сакале ние да постигнеме за промоција на нашата држава, па и за лобирање во тие дипломатски кругови. Може ли да кажеме, знаете, обично сите велат дека сериозните држави имаат своевидна дипломатија која трае. Точно. Например, еве, ова со ќе земеме дури, иако е негативен пример, дури и Русија. Руската федерација уште во 90-ти на еден или на друг начин најавуваше дека има проблеми со регионот Донбас, кој сега гледаме дека тоа се случува. Бугарија има една стратешка определба уште од 1874 година за придобивање, односно асимилација на македонците како бугари. Тоа е стратегија која Бугарија од 1874, 73, 75, сега не ми земајте за збор, ја промовира. Соединетите американски држави, Велика Британија, Франција, сите сериозни држави, вклучително и овие од Балканот кои се помалку сериозни, имаат долгорочни дипломатски и геостратешки определби. За разлика од нив, ние може ли да се похвалиме дека освен евроатлантските интеграции, кои ни се од Day Zero некаква определба, имаме било што друго како некаква стратешка определба на нашите земји? Може би е кога станува збор како би требало да изгледа на сериозна дипломатија. Значи прво треба да видиме кој ја води дипломатијата и како ја води во смисла на неговите менаџерски способности во поглед на човечки ресурси. Ајде да видиме каков е, да речеме, каква е мисијата на Обединети нации на Америка како држава. Таму има 10 дипломати, првенствено, кои што се со звање амбасадор, што значи дека се сите амбасадори и сите работат на едно повисоко ниво. Ние работиме со мисија 1+2 или 1+1. Да, но тие не се ресурсите, ќе речат. Па не би рекла дека на запознат за најстратешките клучни точки во светот ние треба да бидеме во тој формат. Апсолутно не. Затоа што тоа е една сериозна работа каде што тука се гледа колку самата влада е ангажирана за да и помогне на својата држава. Па една Србија е исто тука негде како нас, меѓутоа имаат многу посериозна екипираност во своите ДКП. Да. Апсолутно. Тоа се гледа, а во однос на овие стратешките определби? Тоа е што е во моментот. НАТО беше еден од... Некако многу ми се менуваат со менување на... Деве, во Бугарија не се менува ставот кон Македонија со менување на политички партии. НАТО беше еден од работите кои што се добри и се случија за нашата држава, меѓутоа со Европската унија не можеме никако да мрднеме од таа мртва точка за која што претходно добивме кандидатура како земја кандидат со аспирации за влез во Европска унија, меѓутоа тука некако тапкаме во место долго време и ќе тапкаме се уште, дури имаме корумпирано судство, дури имаме катастрофално здравство, дури имаме корумпирани политичари, дури гледаме се она што ни се дешава секојдневно и дури
читаме до тој степен негативни работи да не може човек да отвори не знам еден обичен портал или да сака да гледа вести на телевизија. Европска унија во принцип и принципите на Европска унија се дека не може да влезе ни една земја која што нели има енормен процент на корупција и на криминал во својата држава. Кои се најголемите порази во надворешната политика за нас во изминатите период? Ајде да почнем од не знам, од последното, ОПСЕ и председавањето. Па чекај, тоа нели е најголем успех? Тоа е најголем скандал со председавањето на ОПСЕ. Зошто прво не успеавме да наметнеме ни една тема која што е од македонски стратешки интерес. Обично земјите го користат тоа председавање за тоа. Го користат за најголемо лобирање за собствената држава. Еве, например, ние би можеле со тоа председавање и така има одлуки да ставиме состојбата на македонците во Бугарија. Помислам дека не се загриживме за тоа и во овој момент. Прво ви кажав дека катастрофален е затоа што не успеавме да наметнеме ни една тема, вклучувајќи ги и малцинствата кои што живеат и прекршувањето на нивните човекови права. Катастрофална екипираност на ОПСЕ емисијата, па ајде носевме луѓе од Македонија да му помагаат таму за да биде нешто да личи на некаков си формат. Целосно несоодветни дипломати со нивното дипломатско искуство кои што беа одбрани за да работат во поглед на председавањето. И исто она што најмногу засметува, особено го забележува и нашиот синдикат во Министерството за надворешни работи, е неискористувањето на искуството на поранешните амбасадори кои што биле при мисиите во ОПСЕ. Сега ти ако не сакаш да слушнеш што сработиле претходно, до каде стигнале, како ти тоа ќе го проложиш понатаму? Значи сакате да кажете затоа што прво видете, представуваат дека кој знае што тоа што ние председаваме со ОПСЕ. Јас не сум експерт по дипломатија, но знам англиски. И ако прочитав што е нели работата на председавање со ОПСЕ, сватив дека тоа е многу надуена приказна, првенствено, прво тоа. А до ден денес ни го продава тоа од ден на ден председавањето на ОПСЕ како да е како нешто светов да владееме, знаете? Да, тоа е одличен настан, одлично случување и навистина голема чест за секоја дипломатија, доколку сериозно си ја сватат работата и знаат како треба да го сработат нештото. Прво, на сите можни нивоа имаш дипломатски средби каде што можеш нели да лобираш за собствената држава. Второ, имаш прилика да ја кажеш својата приказна, да ја презентираш и да ја наметнеш својата приказна. Ние не успеавме да наметнеме ни една тема која што е од македонски национален интерес. Второ, презентираме нереални рокови за членство на Македонија во Европска унија до 2030 година. Како сега 6-7 години бевте на власт, ама не помрдавме од мртва точка, како тоа ќе го направиме до 2030 година. И такви некои моменти кои што навистина се гледа дека и обичниот човек може да забележи дека сето тоа е само ајде да се изразам со еден секојдневен говор, фолирање. Ништо друго. Нашите слушатели се прилично национално, како да кажам, сензибилизирани. Добро. И голем дел од нив се и тоа често се расправаме во емисијава. Расправањето е на тема дали може да се врати името или не може да се врати името. И сега тука има одредени политичари кои ми продаваат приказни дека тоа ќе го направат утре, задутре, за 2 години, за не знам што. И јас им велам, видете, 30 години нели работеа да ни го сменат името. Може би ќе ни требаат 50 за да го вратиме. Тоа не е кратка утакмица, но доколку Македонија создаде одредена стратегија, појдовна точка во иднина и така натаму, за редефинирање на овие работи. Можно ли е тие да дадат ефект на краток рок, на среден рок, на долг рок? Како изгледа тоа? Еве, ако седнуваме и правиме дипломатска нели стратегија, дека да, гледате, народов е незадоволен со ова, го променија, може би на сила, може би вака, може би еднака, дај некако да се вратиме на позиција претходна. Македонија била ќе биде и е во моментот Македонија. Така што сметам дека историјатот на Македонија е една приказна која што не е доволно раскажана.
И ние не успеавме во 30 години на правилен начин да ја презентираме нашата приказна. За разлика од една Грција која што правеше кампањи за тоа што се е Македонија, колку тоа се е нивно и така натаму. Сега ни се случува исто со Бугарија, колку не знам, ние Македонија сакаме, ние сме Македонија, вие сте ова, вие сте она. Ние не успеавме да се ја кажеме приказната за која што постоиме и приказната за која што не, како да ви кажам, не поврзува со сето она што е македонско. Дали би се вратило името или не би се вратило, тоа во овој момент не можам да го кажам. Меѓутоа она што јас сакам и како професор и како родител на две малолетни деца е да знаат дека живеат во една библиска земја, на едно подрачје каде што на вистина има што да научат и што да се раскаже во поглед на светот. Така и мојата книга напишана се вика Брендирање на држава, особено е фокусирана на Република Македонија и на она што е македонско. Истражувани се делови од самата од различни делови од Македонија кои што би можеле да бидат клучни места каде што може да се раскаже македонската приказна, а при тоа да им се удри, ајде така да речам условно, една шлаканица на сите оние кои што сакаат да ја земат за себе. Така што ако ние како поединци работиме првенствено на промоција на секој можен момент и во секој можен профил на самата држава, сметам дека уште многу луѓе ќе слушнат за Македонија. Ви благодарам многу за првиот дел. Одиме со краток блок на реклами за нашите покровители. Почитувани слушатели, останете со 107,4, следува и добар втор дел од ова емисија во која малку повеќе ќе ги разгледаме овој непотизам во дипломатијата, ќе разгледаме за овој последен скандал што беше во Чешка и така натаму, некои работи кои остануваат неразчистени. Одиме со вториот дел од нашата емисија од ова утро, почитувани слушатели. Имавме еден скандал со амбасадорот во Чешка. Многу интересни полемики во јавноста се појавија. Именно тој беше разрешен од Бујар Османи, а тој вели дека самиот си поднал оставка. Тие што се упатени велат дека си поднал оставка за да не го изгуби амбасадорскиот статус, титулата амбасадор, која трае до крајот на животот, нели? А беше се поврзано околу неговата сопруга, дека лажно ја представувал како културна аташе. Неговата сопруга па по медиуми прилично радикално одговори на цела оваа работа. Како ќе ги прокоментирате овие? Прво една вистина која што не може да се порекне во целиот случај е дека токму тој амбасадор претходно беше претседател на некаков синдикат во Министерството на надворешни работи и во една прилика праќа мејл до сите вработени во предизборна кампања дека пожелно би било сите да гласаат за СДСМ. Сериозно? Да, тој мејл го има и тоа е факт и веќе... А дипломатијата е професија која што не треба да заземе страна. Се согласувам и со тој момент. Меѓутоа, ние го забораваме моментот дека веројатно се ова што се случува е само војна на неистомисленици. Значи, санкционирање на неистомисленици. Во моментот кога почна амбасадорот да зборува јавно што се случува и неговата сопруга да зборува и по Твитер и по Фейсбук и да гостува на дебатни емисии и да ги раскажува сите работи кои што се случуваат, веднаш човекот е санкциониран. Прво е она што е неминовен факт е мејлот кој што постои, го добија сите вработени во Министерството за надворешни работи и е лобирање за политичка партија во даден момент за предизборна кампања на СДСМ. Она што исто така е спорно е дека амбасадорот според кажувањата на цела таа диаспора која што живеа доста прилично голема исто во Чешка е дека никогаш прво не кревал слушалка, не бил достапен за потребите за работата и основната функција која што би требало да биде едно ДКП. И трета работа е тоа што неговата сопруга била лажно представувана како културна аташе, кој што
што треба да нели ангажирана од нашата држава за да може да организира настани различни во државата. Има многу небулози во целиот случај, меѓутоа она што како надворешен член би можела да го искоментирам во моментот е дека сето ова е само едно санкционирање на неистомислениците на оваа коалиција која што моментално ја води државата. Значи мислите дека се работи за внатрешен во слична насока одат многу од коментарите, дека не е ова ниту дисидентство од едната страна, ниту пак од другата страна е. Да, уствари има секоја приказна има две страни и се согласувам, меѓутоа ние го забораваме фактот на пуштениот мејл и лобирање за политичка партија. Тогаш зошто се случило сето ова? Да, очигледно е дека тука дека се од една па добро сега министерот е од ДУИ, можеби е некаков коалиционен проблем. Па тука е санкционирањето на неистомислениците. Каква е состојбата во нашата дипломатија? Има ли постојано ние збориме во судството има непотизам, што е факт. Во медицината има непотизам, што можеби тој непотизам е добар затоа што децата учат нели од своите родители. Во дипломатијата како стоят тие работи? Имаме чудна ситуација се случува, иако веќе е пракса на владењето на оваа гарнитура. Навистина некако стана Министерството за надворешни работи дом за вдомување на партиски кадри, на сопрузи, на војни, на стрини и така натаму. Има многу случаеви на непотизам во самото министерство. Можеме да ги слободно да ги споменам со име и со презиме, а вие како новинари да си ги проверите. Па еве да речам сопругата на Бојан Маровиќ, кој што јас Маричич се извинувам, сопругата на Бојан Маричич, Маринела, таму ја вработи. Да, сопруга на Маричич кој што ја вработивме во Министерството за надворешни работи. Тука е Ивана Костовска, исто сопруга на претеникот од СДС Мартин Костовски. Тоа е овој што направи од Куманово, мислам дека како директор на службен вестник, што го направи најголемиот правен скандал во историјата на Македонија, кој е незабележан, а тоа е дека впиша закон за ратификација за преспански договор без тој да биде подпишан од председателот. Точно така. Кристина Пеповска ја забораваме. Она е подпредседател на форум на жени на СДС, кој што исто така си ја зедовме во Министерството за надворешни работи, а моментално во кабинетот на државниот секретар, кој што пак воедно противзаконски е председател на комисијата за надворешна политика на самата партија, што според правилникот и за кого станува збор? За Филип Тосевски. Тој е наш државен секретар, воедно и председател на комисијата за надворешни работи, а според правилникот за функционирање на Министерството за надворешни работи не може да бидете член или пак во високи партиски органи да бидете ангажиран како дипломат. Што значи дека тука е тоа прекршување кое што е спорно, меѓутоа уште поспорно е пак дека сме го зели Драган Алчинов, кој што е типичен партиски мегафон на СДС. Меѓутоа уште потрагично е тоа што дипломати од пензија се ангажираат со дополнителни договори на дело да бидат да работат во Министерството. Пример Виктор Габер. Овој што беше така е, пензиониран амбасадор, повторно го ангажираат во Министерството на надворешни работи. Немаме ние доволно кадар кој што може да се ангажира, кој што е доволно способен, па се мора да ги ангажираме повторно пензионираните дипломати. Јас се согласувам дека нивното искуство е неспорно, меѓутоа не во овој момент. Значи, чекајте се. Тој човек зима пензија, така. И сега во исто време има уште еден, па која е поентата на постоење на институтот пензија, доколку вие после тоа нели работите во државен сектор, приватен сектор. Мислам да се случува и со Јован Теговски, амбасадорот кој што беше исто поранешен амбасадор, е моментално ангажиран со договор на 100 енорна сума на пари за да работи за Министерството за надворешни работи. И за работи кои што не се во корелација со работата на Министерството, што значи дека моментот на ангажирање на подобни и неподобни ние се уште го чувствуваме во самото Министерство, иако во јавноста е сосема друга приказна. Велат дека нели многу често тоа се ставовите дека опозицијата во Македонија
ги критикува овие надворешни политики на власт, овие кадровски решенија и така натаму, затоа што има антиевропски и антинато ставови. Тоа е некој наратив кој се Да, меѓутоа јас тука веднаш сакам да бидеме на чисто. Определбите, стратешките определби на ВМРО како партија, како опозиција во моментот, меѓутоа како партија уште одамна се јасни. И тоа и председателот Мицкоски во неколку наврати го кажува. НАТО и ЕУ се наши стратешки определби од самото постоење на ВМРО ДПМН како партија. Така што сите тие обвинувања се тотални небулози и мислам дека пропаѓаат во вода и јавноста тоа го препознава. Не може ние да не сакаме НАТО и ЕУ, како партија, а цело време работиме за да се подобри стандардот, да нема корупција, да нема судство и нормално опозицијата си работи својата работа како коректор на власта и нормално да критикува. Ме инспириравте со ова за договорите на дело за пензионерите, тогаш може да се направат и малолетници. Ја имам едно роднинче, нели роднина, има 4,5 години и покажува неверојатен талент во препознавање на знамења. Ке дојде кај мене, ја му вадам атлас и му давам. Да. И тоа некој држави типот на Сао Томе и Принципе, некои такви кои реално ни јас не ги знам знамењата на Санта Луција, на ова или на онаа, и сите ги знае, има некоја меморија. И интелигенција и родителите му се многу паметни и буквално сите знамења ги знае, ги научил прво од албум за сликички за фудбал. Доколку го земат во МНР како советник на дворешен, само за нема да ги грешиме знамењата. Нема да ги грешите знамењата, веројатно пошто станува збор за 4,5 годишно дете, многу поевтино ќе поминете, нели споредбено со овие големи експерти. Ај се вака реално, тоа е малолетно дете, меѓутоа може не знам да се направи некое тело кое што нели ќе бидат деца кои што ќе се ангажираат, како што има искуство од останати држави, се обучуваат и се земаат такви талентирани деца и државата вложува во нив. Јас се согласувам дека и нашата држава треба конечно да се освести дека талентираните деца знамињавата ви ги бираат, нема да промашат. Се согласувам дека талентираните деца треба да бидат особен фокус на секоја идна и сегашна идна влада во оваа држава и како тие да се задржат своето знаење да бидат тука и да го потребуваат за доброто на држава. Особено кога е поголемо знаењето до вие што промешуваат знамење. Па во момент да. Добре, како се случи, тоа беше Словачка, Словенија, владата повеќе се истакна во тоа промешување, они на прсти се бројат ситуациите во кои ги погодија знамењата. Вие во МНР имавте еден кикс, тоа е знамето на Словенија, каде што беше ставено Словачка, Словенија беа утнати. Како кабинетот на министерот. Како изгледа тој протокол за таква работа? И сега вика доаѓа тој од не знам, од Индија. И сега кој е тој што го бара знамето, кај стојат знамењата? Во самото Министерство за надворешни работи си има директорат за протоколарни средби, протокол кој го води тој? Кој што во моментот го води бивш амбасадор, меѓутоа кога настана грешка, не знам на кое ниво точно беше спуштено раководењето на тој директорат, меѓутоа во принцип имаме несоодветни луѓе на несоодветни места и тоа е најголемиот проблем системски кај нас. Значи, едно е партија, друго е потреба, трето е експертиза која што треба да биде одлика за една дипломатија, каде што доаѓа човек од надвор и ти барем знамето треба да го погодиш, ако не друго. Еве, ќе се обидеме да прокоментираме една дневна политика од ово утро. Имаше средба со Ковачевски и Филип Рикер, поранешниот амбасадор на САД и високо позициониран дипломат нели по Соединетите американски држави. Сега ќе цитирам, вели: "Многу сме горди што ја имаме Македонија како 30-та членка на НАТО." Секретарот Блинкен го подвлече тоа на средбата со премиерот Ковачевски. Еден аспект на одбраната е дека сајбер безбедноста и заштитата од дезинформација. Живееме во ера на технологија што прави многу тешко секогаш да се дојде до вистината, до фактите. Ова е нешто што НАТО го сваќа многу сериозно. Сите земји во регионот се соочуваат
со некои од истите предизвици, вели Рикер. Ние сме многу свесни за дезинформациите што ги објавува Путин и Русија. Тоа го гледаме многу години. Тоа го знаеме овде во САД. Знаеме за манипулација на социјалните медиуми со други медиуми со дезинформирање. Мислам дека е одлично што специјалниот пратеник Джеймс Робин можеше да патува во регионот, вклучително и во Македонија во април. Имаше средбија со посетата на премиерот овде во Вашингтон. Беше одлична можност прв да подпише еден од овие договори што само им овозможи на овие две влади да работат заедно за да се спремаме за предизвикот на дезинформациите во оваа ера на современи медиуми, вели Рикер. Се извинувам на слушателите, немал средба со Ковачевски, ова е некаков коментар од негова страна. Очигледно е дека американците се фокусирани на ова со Русија. Ајде вака сега од почеток. Значи, апсолутно секаква агресија на Русија во секој домен од секојдневното живење, вклучувајќи агресијата и врз Украина, е апсолутно за осуда. Прво затоа што се уништуваат човечки животи, второ затоа што се руши се она што може да биде суштинско, да во 21 век место да размислуваме за економски прогрес, за нели увоз-извоз на разни стоки кои што ќе дојдат до еви од нашата држава до Украина и така натаму, ние се занимаваме со војна и со губење на човечки животи, што апсолутно е небулозно во овој момент да се случува, посебно во една 2023 каде што светот, не знам, луѓе почнаа да одат на месечина на одмора, ние уште се занимаваме со свадби во вселената се организираат, тоа е со војна и со губење на човечки животи. И апсолутно и јас лично ја осудувам целата агресија на Русија. Примитивност на Путин ја цел континент наши економски го апсолутно, па и тоа го чувствуваме го ние како Македонија. Да, меѓутоа и не го чувствуваме, особено и производители кои што досега биле пласирани на украински. Чудно ми е што владава подпишува договор за дезинформации. Еве сега ќе ви кажам, денес е 12-ти, нели, пред колку дага, пред 3 дена на 9-ти, денот на Европа и на како се вика, и на победата над фашизмот, владата кажа дека оваа влада во делот на Европа била најуспешна во историјата на Македонија, затоа што ние сме почнале преговори со Европската унија. Класична дезинформација, затоа што ние де факто не преговараме со Европската унија. Еве, како се одвиваат тие преговори, кои ни се преговарачи ако веќе преговараме како што велат тие? Да, меѓутоа кога ајде сега вака да го расчистиме и овој момент. Кога станува збор за дезинформации, најголемите дезинформации стигаат од самиот партиски центар на владата, што значи дека тука неспорен е фактот дека дезинформации постојат, меѓутоа треба да се запрашаме кој ги пласира дезинформациите. И тука е апсолутно тоа што сте го забележале како новинари за потенцирање. Јас се согласувам дека треба да се бориме против дезинформации, против уништување на човечки животи преку коментари на Facebook и на Twitter и понижување и така натаму. Меѓутоа она за кое што е суштината и треба да се поработи е навистина дезинформациите да не потекнуваат од официјални партиски центри, како што е партискиот центар на Имаме од слушателите едно прашање во однос исто на изјавата на Рикер, кој вели, мислам дека е изворедно што Скопје ги започна разговорите со Брисел, значи паметен е, не вели преговорите, не шири дезинформации. Очигледно има некои чекори на патот што треба да се изодат, што пак како САД не сме дел од Европската унија, се разбира, долго го поддржуваме членството на Македонија во ЕУ. Кога бев во американската влада, тоа секако го праве во Брисел, меѓу членките на Европската унија. Македонија презеде големи реформи за да продолжи на тој пат, исто како што направија со членството во НАТО. Бев многу горд што успеавме конечно да ја видиме Македонија како 30 членка на НАТО во 20-та година. Да, Македонија работи на тоа, меѓутоа не доволно. Кој сака влада која што има широка степен на корупција? Едно од нашите слушателки прашува како може да ја читаме пораката што амбасадорот Рикер ја испрати во земјава и дали може оваа порака да биде разбрана како поддршка кон власта? Видете, секој дипломат, без разлика од која држава
доаѓа, го кажува она што го мисли и врз основа под секој мислење подкрепено врз основа на истражување кои што го прават различни институти. Секој дипломат знае што се случува во оваа држава во моментот. Значи, без разлика дали живее тука, ја гледа реалноста или пак чита истражувања кои што ги прават разни институти и му доаѓаат како извештаи во неговата канцеларија. Сите знаат дека имаме страшна корупција, уруинирано здравство, нефункционален систем, ужасно образование за кое што сме сведоци и ние секојдневно, без разлика дали сме родители или сме дошле во допир со некаква образовна институција во државата. И она што е суштинско е, пак ја споменам, големото ниво на корупција кој што се случува во сите институции во државата. Ви имате една книга за брендирање на држава. Да. За Македонија како бренд. Тоа го ја немам прочитано, морам да бидам искрен, но сакам да пристапам, ми интересира тоа поле, тоа прашање, баш таква една, како да кажам, бизнес дипломатија. Државата ја гледате како бренд. Економска дипломатија, да. Секоја сериозна држава прво што прави е си го заштитува своето. Ние никогаш не најдовме во овие 30 години време да си ја заштитиме прво придавката македонски. Македонски. И тука е најголемиот проблем. Кога станува збор за... Како тоа индустријска заштита? Индустријска заштита на самата придавка. Да не може утре, да пример, друга држава да ти рече, а ова е македонско вино. А потребува пример од Република Грција, пример. Па добро, имаат они регион Македонија. Да, имаат, меѓутоа немаат право целосно да го нарекуваат македонско. Може ние треба мапата да ја прошириме, да речеме, и во Пиринска Македонија нека си викаат они дека е македонско вино. Апсолутно, меѓутоа кога нашата држава тоа го има под свој бренд заштитено, нема да може тоа така лесно да се манипулира со различни имиња и да се исфрла што е македонско, а што не. Ајде сега се вратиме малку назад ретроспективно. Ние како држава имавме одлични кампањи за промоција на самата држава и бевме сведоци на Macedоnia Timeless, бевме сведоци на доста успешна економска дипломатија, да. Така е, доста успешна економска дипломатија, особено со тие роучоа кои што беа навистина многу критиковани дека се трошат енормни суми на пари и така натаму, меѓутоа ни донесоа навистина голем број на странски инвестиции, особено во малите градови кои што ден денес живеат економски од самите инвестиции кои што биле донесени во тоа време. Исто така, како држава бевме застапени на многу светски медиуми. Се сеќавате на многу прилози на CNN како мрежа која што имавме во тоа време, на Fox мрежата која што имавме исто така во тоа време. Меѓутоа се наоѓаше начин како тоа македонското ние да го презентираме во и мислам дека успеавме во голем. Успеавме, меѓутоа не доволно за да го продолжи, не го продолжија тоа кога нели се смена власта, не се продолжи и тука запре целата работа. Јас ден денес на моите студенти им покажувам стари снимки од Macedonian и од Invest in Macedonia или од Macedоnia Timeless, зашто тоа да не биде континуирана една кампања каде што ќе може да се работи на промоција на она што е да, на крајот од денот овие политички партии може да се против, нели, претходната партија која беше на власт, но не се против Македонија, колку што ја знам. Ама по се изгледа се против Македонија, чим не ги продолжуваат овие... Нешто чудно се случува да. Или пак, знаете како, за да брендирате една држава и да направите успешна промоција на самата држава, вие првенствено треба многу да си ја сакате државата, да верувате во приказната на самата држава. Ако вие не верувате, тогаш успехот е ова што е денес, нула. Меѓутоа, веројатно, претходната влада и луѓето кои што работеле за промоција на Македонија верувале во приказната дека Македонија може, иако мала држава на толкав милионски пазар на светот, во светот може да се прикаже на едно ниво каде што тогаш стигне. Еве сега ќе ви кажам, во оваа смера работам баш во овој момент проект на универзитетот во Англија на кој студирам во Кембридж, работам еден маркетинг проект, адвертайзинг кампања. Како дел ми е, нели, од студирањето, јас сакам да земам адвертайзинг кампања правам за европски пазар на македонско вино. И сега, што е главната точка со која може ние да ги победиме европејците? Со квантитет не може да ги победиме. Ајде пак да се вратиме на брендирањето. Да. Ние имаме само една автохтона марка на вино. Тоа е? Тоа е виното кое што го прави Тиквеш. Да, па добро, и за Тиквеш е тоа. За Тиквеш е и кампањата која ја предлагам. Апсолутно, тоа е тоа. Знаете што викам ја?
Оно што е клучно за европскиот пазар, ја им викам вака. Оваа фирма има 150 тамо колку години традиција, во овој момент не знам, но има искуство регионот 2500 години на производство на вино и тоа е документирано искуство. Точно. И сега, ти можеш да им направиш реклама, пиете од виното од кое пиеле римските императори. Па, Пиете од виното од кое пиете од виното од кој се знаете. Некој ќе рече ама да, но тоа е маркетингот. Маркетингот е ти да покажеш дека од Анција тоа хеленско било, вакво било, онакво било, тоа не е битно, од овде било тоа вино и има во Тиквешијата 2500 години археолошки податоци дека таму се произведувало вино. Дали го произведувале антички хелени, дали го произведувале словени, дали вакви или онакви. Баш тука. Значи се правило тука виното. И сега ти можеш да им продаваш ни во Европа приказна за вино кое има 2500 години континуитет. Ајде сега, пошто докторирате на таа тема. Не докторирам, магистрирате на таа тема. Што е маркетингот? Раскажување на својата приказна. Абсолютно. Онака како што треба да биде, сакате да биде и она што е факт историски земено од таа археологија која што и како е присутна на оваа територија која што се нарекува Македонија. Така што ако ние како држава 2500 години сме произведувале вино, на ова не као држава, на оваа територија, се произведувало вино, зашто ние имаме само една автохтона марка? Тоа е проблемот. Значи, како е заштитена таа автохтона марка? Тоа ме интересира. Тоа е процес на заштита на самата бренд марка, кој што веројатно си го самиот Тиквеш како производител си го превзел како иницијатива, меѓутоа тоа не треба да биде така, треба самата држава, да меѓународно во Виена во една агенција каде што се регистрираат марките, треба да си поднесе барање за докажување дека тоа вино или таа марка постои на оваа држава. Навистина и не е само тој продукт, имаме многу што да понудиме. Имаме брендирани работи, например Стови Флипс смоките се брендирани, Цевитаната е исто брендирана како македонска, тоа е многу важно. Значи што е разликата? Кога ќе излезе од границите на нашата држава, треба да биде македонски смоки, пример, или македонски пијалок. Не да биде го произведува некоја фабрика, пример, во Битола, и оди под друго име надвор. Тоа тогаш веќе не е заштитено. Меѓутоа, ако е под македонски, тогаш е веќе заштитена бренд марка. Се сеќавам кога имаше онакви кампањата со сонценце да купуваме производи се. Тоа се напушти денес. Јас денес и да сакате да купувате македонски производи, треба да седнете и да ги читате од позади декларации. Ма некој се срами од тоа сонце. Тоа е суштината на целата приказ. Зошто? Што? Јас сеќам имаше една крајно глупава изјава мојот пријател Владо Бучковски, кој кажа дека и многу го почитувам Владо Бучковски, нема врски во животот, се знаеме долго, но за мене таа беше едно од најглупавите изјави. Ќе го кажам тоа, и во лице ќе му го кажам тоа на господинот Бучковски, немам никаков проблем, дека тоа било фашизоидно да се става сонценце на... Апсолутно не. Ке се согласи 90% од нашето население, од македонците, дека сонцето е нашата гордост, уствари. И ние треба тоа да го истакнуваме по секоја цена. И така беше Macedоnia Timeless, што беше суштината на Macedоnia Timeless кампањата? Сонцето. Земја на сонцето. Тоа беше тоа. И сега, и после милиарда пати прегледувани клипови од Macedоnia Timeless, кај вас го будат истото чувство. Да, бе, ние се смеам на тие реклами колку беа добри. Исто е, солзи ке ти дојдат. Исто го видов тоа, да речеме, Велика Британија денес ги има тие политики, они кои не е сонцето, они нивниот Union Jack го ставаат, не знам, таму, и вие не знаете, например, еден бренд за облика кој го нема овде, како Маркс и Спенсер, која гордост е за нив, дека Маркс и Спенсер е толку години постои, дека е нивна компанија, дека е обштествено одговорна компанија, еколошка компанија и така натаму. Малку е дури поскапо од конкуренцијата која нуди помалку или повеќе исти квалитет, но Маркс и Спенсер е Британија, знаете.
Точно, со тоа што и во Министерството за надворешни работи, ајде са вака институционално малку да објасниме, во Министерството за надворешни работи постои директорат за економска, културна и јавна дипломатија, кој што треба да се занимава со промоција на државата надвор од своите граници. Ние испраќавме, ако се сеќавате, и економски промотори кои што работеа на промоција на самата држава по различни ДКП-а по светот и навистина доста успешен проект Invest in Macedonia, каде што беа дел сите тие економски промотори. За денес да имаме само целосно промашен проект од 4 економски советници, каде целата работа е префрлена 4 дипломати без релевантно искуство и реални резултати. Па треба да се запрашаме дали ние сега сакаме или дали ние на наш стратешка определба Македонија да биде промовирана во вистинско светло во државата со ваква кадровска екипираност. Да. Имавме повеќе од 50 и нешто економски промотори кои што беа дел. И веројатно дава некаков резултат. Да. Имаше и скандали поврзани со нивната работа за волја на вистината професорке, но и знаеа да дадат одредени како се вика, одредени резултати, барем за разлика од сега. Имавме странски инвестиции. Сега најголемата странска инвестиција во држава годинава е купување на друга фирма на веќе постојана странска инвестиција. Точно. Ајде таа економска дипломатија, да видиме со културната дипломатија што се случува. Па ние видов во Виена имало некаков настан за промоција на култури, сега не знам дали од МНР или не од МНР, и во делот каде што е Норд Македонија, каде што ние сме се представувале, културолошки имаше едни стоја тројца облечени во албанска народна носија со кечиња. И па затоа македонска диаспора не е заинтересирана за примање и мислам немам ништо против албанците, да се разбереме. Абсолютно, јас да се огледам. Но тоа не е Македонија, знаете. Не, тоа не е спорно ние да имаме да покажуваме мултикултурализам дека имаме во државата, дека ние навистина живееме. Па мене не ми смета дали си ти албанец, турчин, босанец или србин, живееш у Македонија, јас ти сме пријатели. Тотално не ме интересира ти какво верско убедување имаш или како се декларираш. Суштината е што самата политика го дели народот. Биполарност на самото општество кое што го наметна оваа влада, да ние го гледаме баш на тој начин, кој каде застанал и со што застанал. Јас се согласувам дека треба да бидеме представени како една мултикултурна држава каде што живеат сите народи и немаат апсолутно никаков проблем. Но не може да се изостави македонскиот. Така е, акцентирање на работи кои што нема потреба да се акцентираат, апсолутно треба да се иземат. Ете истото се случи и са пак ќе се вратам на културната промоција на самата држава. Па чекајте бе луѓе, ако на едно место како што е Македонија нема што да прикажеш од културна промоција, тогаш за што станува збор? Па ние сме имале милиарда настани кои што се случувале во поглед на културна промоција од самата држава, биле надвори, биле не само пречекувани со аплаузи, него и самата држава била презентирана на едно многу високо ниво. Сега е толку спуштено нивото на културна промоција, на фатални кадровски решенија кои што во културно-информативните центри ги водат културно-информативните центри и цело време имаме некакви се скандали како што беше со Златко Оригјански. Чекај, се уште е таму Златко Оригјански, да. Да. Од каде земаат плата тие културни дипломати? Од влада на Македонија. Не се под МНР, значи. Не се под МНР, меѓутоа целата процедура оди. Да, но зошто имаме ние културен таков дипломат, кога ние имаме аташе за култура во амбасада? Значи треба да го имаме, меѓутоа добро е тоа што Македонија има отворено културни центри во различни точки, 4-5 културни центри во различни држави во државата, во светот, каде што еве са на пример ти си млад уметник од Македонија, сакаш да презентираш својата работа во културниот центар на Македонија во Њујорк. И тука треба ти се овозможи простор, нели ако тоа е добро сработено, треба да се викнат луѓе, да биде презентацијата како што треба и на крајот на денот сето тоа е промоција за Македонија. Покрај тоа авторот што треба да се нели промовира, ќе се промовира и Македонија. Меѓутоа не соодветни кадровски решенја кои што не знаат да го сработат целото тоа, се ангажирани и не работат апсолутно ништо. Не, знаете, јас си го поставувам прашањето зошто ни е нас министерство ако ние треба да ги праќаме тие, зошто ни се амбасади. Ја обично сум се запознал со културни аташиња,
Добро, најголем дел Секоја сериозна дипломатија во рамките на својата дипломатско конзуларно представништво има културна аташе кој што е и да задолжена бидеме за тоа. да им откриеме на слушателите еден ексклузивитет. Најголем дел од државите и шпионите ги праќаат како културно аташе во земјата. И те така што Тоа не знам. Значи, ја имав пред години пар ситуации со една амбасада каде што мене ме бара за да прави муабет со мене културно аташе, викам извини господине, ја немам врска со култура, а ме прашува за нешто сосем друго и полека ќе свати Да, зашто тоа станува. е веројатно твое искуство, јас немам такво искуство, меѓутоа она што би требало да биде дел од таа културна дипломатија е токму тоа, да функционира во рамките на самото дипломатско конзуларно представништво, меѓутоа и во делот на културните центри за кои што ги финансира нашата држава и би требало се трошат пари од буџетот на граѓаните и би требало да бидат во функција. Имавме еден од слушателите не праша еве што конкретно би презела гостинката. Мислам дека веќе ни дадовте одговори на тоа прашање. Ајде, уште еднаш нека биде прашањето што конкретно? Вика, да, ситуацијата во македонската дипломатија е таква, но што треба да се преземе за таа да се смени? Вика, дајте ни предлог, Прво да се решение. сака многу Македонија. Прво е тоа. Тоа е педовна точка. Ете така, тука треба да почнеме, а второ треба да соодветни луѓе да ја водат македонска дипломатија, луѓе кои што се кариерни дипломати и луѓе кои што знаат кои се наши цели и приоритети како држава, да бидат апсолутно фокусирани на својата работа, а не на дневно политички моменти и на пиар кампања и трошење на стотици илјади евра за дневен маркетинг. Значи да се сака Македонија, Тоа е тоа. а не своите лични амбиции. Професорке, мислам дека не измина времето, ја гледам точно 1 час разговараме. Браво. Многу побрзо изгледаше, но отворивме навистина многу теми кои во оваа сфера веројатно ќе им се допаднат на нашите слушатели. Гледам дека слушаност утрово е прилично задоволително. Ни фали Ивица овде со неговите досетки и еден различен пристап кон работите. Се надевам дека наредниот пат кога ќе бидете гостинка ќе бидеме тројцата овде, затоа што и поинтересно и се, но тој имаше денес неодложни обврски. Почитувани слушатели, вие останете со 107,4, уживајте во денот. Јас сум Љупчо Златов, главен одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.